На првата седница на Националниот совет за евроинтеграции стана збор за предизвиците со кои Македонија се соочува на патот кон евроинтеграциите од два аспекти, на внатрешната политика и на дворешниот политички аспект. Вице-премиерката за евроинтеграции истакна дека решението на нашите проблеми не е во минатото кое е преполно со предрасуди, туку во иднината на Балканот и што побрз процес на евроинтеграција. Ценам дека на внатрешен план тоа што јас би го очекувала не само од извештајот, туку како една збирна реакција на последната година на активности тука, токму е фактот на последните парламентарни избори, што мислам дека се една позитивна слика и мислам дека ќе покажат или ќе дадат еден добар заклучок во однос на градењето на демократијата и на внатрешните процеси. Зрелоста како демократи, можноста да одиме и да поминеме циклус на добри, ефикасни, слободни избори, апсолутно мислам дека е многу значен и секако сметам дека со тоа треба да се гордееме. Вице-премиерот Арифи нагласи дека пробно бил изработен владин акционен план во кој се адресирани сите прашања од листата на директорот на Директоратот на Европската Унија Стефано Санини. Овој акционен план кој ќе се реализира со нова забрзана динамика, Арифи му го предала на комесарот за проширување на Европската Унија Штефан Филе за време на неговата неодамнешна посета на нашата земја и ја потенцирала подготвеноста на Македонија за понатамошната соработка со Европската комисија и делегацијата на Европската Унија во Скопје. Добивањето датум за почеток на преговорите со Европската Унија за полноправно членство, според неа не зависи само од исполнувањето на европските стандарди, туку како што рече, се поврзува и со спорот за името. Во име на добрата соработка и намера подвлече таа, го испратила и писмото со добри намери до вице-премиерот Теодорос Пангалос.